Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Малолетните зависници од дрога, видливи на улица, невидливи за државата. Баја се патот идев кај таа социјалката. Викам, ти него го водиш само за кражби, го водиш, ти треба да го земеш, да го, ама не, вика, дува, лепак ние не можеме, вика, да пуни, вика, 13 години, потоа, вика, ќе го ставиме у затвор. Зошто државните програми за лекување се само за полнолетни зависници? Градежниците се задоволни од одлуката на Уставниот суд за привремено укинување на мораториумот за градби во Центар. Дали градежниците се мафија или урбанизамот, или тие што го носат деталниот урбанистички план? Председателката на антикорупцијска препознава коруптивни елементи во одлуката на уставните судии. Интернет страниците на општините или се нефункционални или се рекламни паноа на градоначалниците. Значи останува вашата фотографија, меѓутоа тука, што би требало да биде информацијата, нема ништо. Какво е искуството на граѓаните? Ние сме наша генерација, ние идеме од мотика на YouTube. Земјава назадува за 12 места на светската листа на Bloomberg на најздрави држави. Нашата популација консумира повеќе заситени масти од тоа што е препорачано. А заситените масти се директно поврзани со зголемен ризик од појава на кардиоваскуларни болести. Маслиновото масло и јаткастите плодови во исхраната ја искачија Шпанија на врвот. Ова беше најавата, со сториите се враќаме по кратка пауза. Новинарката на 360 степени Славица Филиповска е добитничка на првата награда за истражувачко новинарство Никола Младенов за 2018 година, што веќе 18 години поред ја доделува Македонскиот институт за медиуми МИМ. Филиповска ја доби наградата за серијата истражувања кои, освен што посочија на досега непознати последици од депониите со опасниот пестицид линдан во дворот на Охис, открија и постоење на дива депонија на линдан во местноста Пеленица над Драчево, каде ученици редовно одат на екскурзии. По јавно објавените сознанија од Министерството за животна средина пред Нова година ветија дека ќе го оградат и обележат просторот кај Пеленица за да се спречат влијанија врз здравјето на луѓето што ја посетуваат местноста. До Нова година ние правиме напори затоа што прво треба да дефинираме кој периметар ќе го оградиме, бидејќи таа е поширока локација, потоа би било најумно да биде речиси целата локација оградено. И ќе видиме, значи до Нова година имаме уште една недела, ги затвараме буџетите, ние сме сепак државен орган кој што постапува согласно законот за јавни набавки, значи ние сме целосно мобилизирани. Ги правиме сега спецификациите на оградата, колку треба да биде висока, колкав треба да биде периметарот, дали ќе биде правоагална или ќе биде ќе треба ја следи морфологијата на теренот, да не ве заморувам со детали, таа ќе биде итно оградена. Оваа изјава е дадена пред точно 3 месеци на 24 декември, но и покрај ветувањата, просторот за кој има индиции дека крие големи количини линдан се уште не е ограден, ниту има табла со предупредување. Овие снимки од Пеленица се направени денеска. На електронскиот систем за јавни набавки може да се види дека Министерството за животна средина дури во петокот на 22 март, кога беше и врачувањето на новинарските награди Никола Младенов, распишало повик за прибирање понуди за, како што пишува, оградување со челична конструкција за ограничување на движење околу местноста Пеленица Рупа, општина Киселавода. Прашавме во животна средина зошто толку се чекало за распишување на повикот. Министерството за животна средина во текот на зимата декември 2018 јануари 2019 година собираше податоци за точната локација на која потенцијално е депониран линдан, како и за површината што треба да биде оградена. При тоа се организираат теренски посети со цел да се утврди точната позиција на оградата, незината висина и должина. Откако се заврши анализата, итно се пристапи кон изработка на технички спецификации, без при тоа да се работи проектна документација, со цел спроведување на јавна набавка за ангажирање на изведувач на оградата.
Техничките спецификации беа доставени до Бирото за јавни набавки во почетокот на февруари 2019 година. Меѓутоа, Бирото за јавни набавки го задолжи Министерството да изработи проектна документација и ревизија на проектот, како подкрепа на техничките спецификации. Откако беше изработена проектната документација и ревизијата на проектот, беше објавен тендер за избор на изведувач на оградата. Рафаела Али од Скопје, мајка на 9 деца, не знае како да се справи со проблемот што го има со 10-годишниот син и 17-годишната ќерка. И двајцата се зависници од вдишување лепак. Невладината ХОПС помага за лековите, но за државата малолетните зависници од дрога се непостоечка категорија, зашто програмите за лекување се однесуваат само на полнолетни лица. За животната голгота на Рафаела, на нејзините деца, но и на многу други деца зависници. Од сторијата на Маја Пероска. Некои од децата на овие снимки немаат ниту 10 години. Лесно се забележува дека многу од нив носат ќесе во џебот. Ништо невообичаено, освен ако не наблюдувате подолго време. Во ќесата има лепак чии гасови, кога испаруваат, делуваат како дрога. Ова дете и другите околу него, наместо ученици во прво, второ или трето оделение, се наркозависници на улица. Само што им започнал, животот веќе им виси на конец. Рафаела Али е мајка на 9 деца. Сиромаштијата е помал товар од зависноста на 17-годишната ќерка и 10-годишниот син. И нивната дрога е вдишување лепак, порок на кој ги навлекол нивниот татко. Тие го прават од дете, од малено, пошто таткото беше зависник. Јас се пуштив со таткото, тој у затвори, 15 години го осудили. Мајка сум, јас се трудам, ја одам у болници, по лекари, не апчина, не ова, не това. Не знам се што да правам со нив. Лековите за третман на зависноста на нејзините деца Рафаела ги добива од невладината организација ХОПС, бидејќи социјалната помош од 3000 денари не стигнува ниту за храна, но терапијата не помага, бидејќи децата немаат соодветен надзор и се враќаат на улица. Јас побарав да лежи малиот таму у психијатрија, у болница, не го примат дека е многу мал. 20 пати отидев кај таа социјалката. Викам, ти не го води само за кражби, го водиш, ти треба да го земеш, да го, ама не, вика, дува лепак, ние не можеме, вика, да помине, да пони, вика, 13 години, потоа, вика, ќе го ставиме у затвор. Па тој до пони, викам, 13 години, тој може да умре од лепакот. Така, викам, сместете го никаде. Се прави, вика, никој дом, не знам, затворено оделение, не знам. Вика, издржи уште малце, и јас чекам. Семејството Али, за жал, не е единственото што се соочува со истиот проблем. Од невладината организација ХОПС, единствената која работи на терен со децата зависници, велат дека бројката постојано расте. Најмалото дете кое што употребува психоактивна супстанција лепак е било на 3 години, додека најмалото дете кое што инјектира хероин започнало од својата 8 година. И покрај тоа што нашите тимови редовно ги контактираат овие деца, нивните семејства и така натаму, нема каде да ги однесат откако ќе остварат контакти, откако ќе ги мотивираат да се лекуваат или да пристапат до некаква здравствена установа за да побараат помош. Од ХОПС велат дека институциите се достапни за соработка, но потврдуваат дека има проблеми кога треба да се преземат конкретни чекори. Практично, овие деца се препуштени сами на себе и најчесто треба да дочекаат полнолетство за да пристапат во некои од програмите за лекување. Во Министерството за здравство признаваат дека не постои протокол за лекување малолетни зависници, ниту пак програма. Такви документи подготвувале во моментов.
во координација со Министерството за труд и социјална политика и стручната јавност. Програмата вклучува мултидисциплинарен тим од психијатар, клинички психолог, медицинска сестра и социјален работник, кои ќе го водат детето низ целото време траење на третманот. Во рамки на програмата е планирано и отворање центар за третман на деца кои употребуваат психоактивни супстанции, како специјализирана здравствена установа за третман и грижа. До изработката на опфатна програма, лекувањето на децата зависници е сведено на итни медицински интервенции. Од токсикологија ни информираа дека примаат малолетници корисници на дрога на возраст од 14 до 18 години. Децата под 14 години се праќаат на детска клиника. По потреба, во зависност од користената психоактивна супстанца, се повикуваат и тимовите од токсикологија. Во најдобар случај, некои од тие деца ќе добијат терапија по итна интервенција во болница, но системот не може да ги задржи на рехабилитација. Такво нешто во минатото се правело во Центарот за зависници во кисела вода. Мал број, многу мал број, кои имале 17 години биле третирани со метадон. Во минатото некои од нив се уште се тука и се со добар одговор дел од нив, а сме третирале и малолетни лица во стационарот во времето кога имаше оделение, каде што се работеше со детоксификација, не со заменителна терапија. Доктор Игњатова смета дека е потребно јасно усогласување меѓу институциите, дури и меѓу тие во областа на здравствената заштита. Многу од децата се обраќаат на клиниката за детска и адолесцентна психијатрија и се третираат коморбидната состојба психијатриска заедно со употреба на супстанца. Значи, таму не се затворени вратите за нив, ама нема специјализирани кадри за работа со проблематиката зависност, но тие деца, ви велам, ретко се само зависност. Акција е потребна, бидејќи според ЕСПАД, најголемото меѓународно истражување за злоупотреба на дрога, алкохол и цигари кај адолесценти во Северна Македонија, 11% од средношколците на 15 годишна возраст некогаш употребиле седативи не препишани од лекар, 5% пробале марихуана, 2% екстази и 1% инјектирале хероин. Истражувањата на Институтот за јавно здравје на возрастната група од 15 до 24 години покажуваат дека дури 19% од адолесцентите и младите пробале некаков вид нелегална дрога некогаш во животот, а 15,4% тоа го направиле во текот на 2017 година. За многумина, овие бројки се и ќе останат само статистика, но за Рафаела Али, мајка на двајца малолетни зависници, се најголемата грижа. Прашање е дали и децата со ќесе во џебот се свесни дека во крајна линија станува збор за нивниот живот. Градежниците се задоволни од одлуката на Уставниот суд за привремено укинување на мораториумот за градби во Центар. Дали градежниците се мафија или урбанизамот, или тие што го носат деталниот урбанистички план? Председателката на антикорупцијска препознава коруптивни елементи во одлуката на уставните судии. Земјава назадува за 12 места на светската листа на Блумберг на најздрави држави. Нашата популација консумира повеќе заситени масти од тоа што е препорачено. А заситените масти се директно поврзани со зголемен ризик од појава на кардиоваскуларни болести. Маслиновото масло и јаткастите плодови во исхраната ја искачија Шпанија на врвот. Под притисок на барањата на граѓаните и на трендовите во развиените земји, владата срамежливо почнува со дигитализација на процесот на издавање документи, со што треба да станат минато талкањата по шалтери. Што се случува на тој план со локалната власт? Ако електронското издавање документи е се уште само сон, тогаш барем дали електронски може да се добијат сите неопходни информации за подготвен да се отиде на шалтер во општината. За веб транспарентноста или квантитетот, но пред се квалитетот на информациите достапни на интернет страниците на општините, Зоран Јовановски. Некои општини немаат функционални веб страници, а кај други, сајтовите повеќе се користат за промоција на градоначалниците, наместо да бидат информатор за граѓаните.
На наслов на Ве има вас? Со ваше интервју? Мене ќе ме нема тука. Значи останува вашата фотографија, меѓутоа тука, кај што би требало да биде информацијата, нема ништо. Некои општини не ги објавуваат ниту буџетот, ниту информираат за јавните набавки. Други, ниту збор за услугите за граѓаните, контакти од администрацијата, информации за туризмот, економијата или образованието. пиар алатка или промовирање на активностите на градоначалникот, а не толку многу од аспект на тоа што навистина им треба од различните области на веб страницата. Дали локалните власти ја разбираат обврската за транспарентност и придобивките од современа и функционална веб страница? Нивото на транспарентност на општините го мери невладиниот Центар за управување со промени. Според нивниот веб барометар, и во 2016 и во 2018 година, просечната веб транспарентност на општините во земјава е околу 20%. Градско е меѓу општините со најниска транспарентност, или со други зборови, нивната интернет страница не е од голема полза за оние што ќе отворат. Во општина Градско сретнавме многумина што ретко користат интернет. Земјоделците и повозрасните си ги знаат градоначалникот и општинската зграда и никогаш не ја посетиле веб страницата на локалната самоуправа. Ако се јавите на телефон, се јавува ли некој? Не сум направил тако нешто. Ама кога одите во општина ви вршат работа? Вршат. Ама со интернет не се бавите многу? Не. А деца, внуци, дома користат ли интернет повеќе? Има. Децата имат. Но и помладите со кои поразговаравме се со слично искуство. На Facebook ги следам, а веб страницата не сум ја посетил. Зошто? Пошто не знам дека постои и не сум ја нашол. Па искрено не, сега не сум знаел дека има, дека постои такво нешто. Ова не е ни чудно затоа што градоначалникот Роберт Бешовски призна дека нивната веб страница долго не била функционална, без објавен буџет, услуги или други информации. Во периодот од неколку дена, од објавата дека ќе ги посетиме до снимањето во општината, на интернет се појави нова страница. Се поклопи со вашето доаѓање. Случајно, ништо намерно. Ништо намерно. Но и таа е речиси празна. Што е да гледате сега, се е во работна верзија и ги немаме нели внесено моментално податоците, сето тоа го имаме спремено. А еве и причината. Веб доменот, кој што го поседуваше човекот, не можевме да го најдеме, не беше во Македонија, но за среќа го најдовме. И сега работиме на изработка на нова веб страна. Веб страницата ја разгледавме и со велешанецот Игор Андреев, кој е експерт за маркетинг и брендирање градови. На прва кога ќе се отворат и веб страната на општина Градско и другите веб страни во Република Македонија, ако направите на прелиминарен преглед, ќе сватите дека доминантно се уште тие се користат како алатка за пиар на градоначалникот, доминантно. Или може да се забележи каде бил денеска градоначалникот, кој проект го реализирал во последно време, интервју каде дал, кој дошол во посета на општината и така натаму. Андреев смета дека токму според содржината на веб страницата може да се оценува колку е развиена една општина. Било кој инвеститор или било кој турист да сака да дојде, првиот медиум кај што дали да инвестира, дали да го посети одредена општина или одреден регион, првиот медиум кој што му доаѓа и кој што почнува да пребарува информации пред да донесе одлуката е веб страната, па ако помине веб страната, понатаму продолжува процесот на носење на одлука. Општина Врапчиште е меѓу ретките што бележат назадување, од некаква кон никаква транспарентност. 0% значи дека за време на истражувањето нивната страница не работела, но и да била функционална не прави голема разлика. Тоа е поради ниската информацијска вредност, вели веб дизајнерот Дејан Милосавлевски. Јас како корисник на сајтот, прво нешто што највеќе ми влегува во очи е она што не можам да си го променам јазикот, а тоа е она што само вебсајтот е на албански јазик. Кога ќе се избере албански јазик, како што забележа и Дејан, функционира само насловната страна, на која го има градоначалникот и објави од минатата година. Поминував низ навигацијата на сајтот, значи се е празно, тие си функционираат, меѓутоа не даваат никаква содржина, практично не функционираат. За мултиетничка општина, во која мнозинството се албанци, но има и турци и македонци,
тој советува содржината да се објавува тројазично. Исто така, вели дека информациите на веб страницата треба да се лесно достапни и до нив да се стигнува со максимум 3 кликнувања. Жителите на Врапчиште ретко се информираат онлайн. Дали сте го посетиле некогаш веб порталот на општина Врапчиште? Па да. Али слабо. Колку има таму информации за работењето на општината? Порталот на општината многу слабо има. Ја не користам ни интернет, ни Фейсбук, и ништо. Ја работник тоа. Колку сте задоволни од тоа колку општината ги информира граѓаните за своето работење? Задоволни, пошто општината слабо чини. Наспроти нашите соговорници, градоначалникот Исен Шабани тврдеше дека имаат комуникација со граѓаните преку веб страницата. Имали вработени задолжени за тоа. Неговите предходници не ја одржувале, но сега биле максимално посветени. Realishtene de webfaatjene kommunes, ko pranujem prosjetni кандидатарот на вебфаќање комунес. Ова е вашата веб страница. Меѓутоа, колку што можев да приметам, ви функционира само насловната страна, каде што имате информации за проекти, настани што сте ги имале. Гледам во декември бил последниот. Меѓутоа, ако кликнеме на било кој друг линк, после натаму не функционира. Откако заеднички утврдивме дека веб страницата е речиси нефункционална, а опција за поставување прашања не постои, Шабани смисли решение. Da nekimi bënd ndryshime në sistematizim, ai sistematizim është mirator nga Ministria e Informatikës dhe pasi të marrin zgjedhjet presidenciale ne do të kemi shpallje publike për PR të cili do të merret vetëm me këtë punë. На македонски не функционираат. Немате ниту на турски, а имате доста и турци жители. По. Да им беше од полза на жителите, тие повеќе ќе посетуваа веб страницата, иако и тие и градоначалникот тврдат дека како земјоделска средина поблиски им се други алатки. Ние сме наша генерација, ние идеме од мотика на YouTube. Можда ова генерација што сега. Сепора тие можат, ама ние од матика на YouTube дојдовме. Општина со најголем раст на транспарентноста на интернет е Кавадарци. За нецели 2 години имаат зголемување од 37%. Нивната веб страница ја разгледавме со Маја Миткова од локалната невладина организација Еко Живот. Општинскиот веб-сайт постојано се аџурира и на дневна база. Можеме исто да кажеме дека и страната на Facebook на градоначалникот се објавуваат и до неколку пати на ден позначени работи во врска со општина Кавадарци. Констатиравме дека и покрај напредокот потребна е реорганизација на информациите на веб страницата за да се најдат полесно. Но екологистите се жалат дека речиси да нема информации за животната средина, третирањето на отпадот и депониите. Например, ние како еколошко здружение имаме потреба да се информираме за регистарот за загадувачи, за тоа кои компании имаат интегрирана еколошка дозвола, кој што моментално во сајтот на веб страната на општина Кавадарци го нема. Не се објавени. Така, не се објавени тие информации. Општина Кавадарци има служба Мој општинар. Граѓаните пријавуваат проблеми на веб страницата. Општината испраќа екипа на местото, а потоа случајот се следи до неговото решавање. А веб страницата? Да, пратим. Сте ја посетиле? Да. Што фали, што треба повеќе да се направи за да биде подобра веб страницата? Се е добро у Кавадарци. Се е добро, нашиот градоначалник убаво работе. Се што ги интересира граѓаните може да најдат и на веб-сајтот, меѓутоа некоја пракса е уште тука кај нас да сето се оде повеќе директно тука до службите. Веб страницата на општина Кавадарци ја анализиравме и со градоначалникот Митко Јанчев. Проекти, значи имаме тековни проекти и реализирани проекти. Ги објавуваме како тековни проекти, ево асфалтирање на делница Северен булевар. Ама буџет, како буџет го имате ли? Го има на крај, го има буџетот, да. Но буџетот го најдовме сосема случајно, во друг дел. А Јанчев вети дека заедно со контактите од вработените ќе ги стават на повидно место на страницата. Ево, нека биде како забелешка да си ги ставиме и раководителите на секторите и нивни комуникации, да. Градоначалникот признава дека забелешката на екологистите е на место. Во моментот, како што ви кажав и претходно, работиме на ЛЕАП. Тоа е локален еколошки акционен план, каде што ќе бидат офатени транспарентно сите загадувачи, ќе бидат офатени сите еколошки проекти, ќе бидат офатени на 5 годишно ниво развојот во делот на екологијата, загадувањето,
во делот урбанната средина и мониторинг на урбанистичките планови. Тоа е еден така голем дел кој што голем процент придонесува во делот на транспарентност и објективноста. Мартин Тодевски од Центарот за управување со промени, кој работеше на истражувањето, вели дека повеќето општини го објавуваат она што им е најлесно. Во неговата организација изработиле шаблон на веб страница со сите информации што треба да ги објави една општина и ја предложиле како урнек за сите. Многу е полесно и поедноставно доколку се користи една унифицирана веб страница, бидејќи согласно Законот за локална самоуправа, сите општини имаат исти надлежности. Според тоа може да се објавуваат ист тип на информации во иста структура од страна на сите општини. Ако се прифати овој предлог, на општините ќе им остане со малку волја и труд да го пополнат шаблонот и да им се доближат на граѓаните и бизнисот за кои и постојат. Продолжуваме. Поддржувачите на мораториумот за издавање нови градежни дозволи во општина Центар ги анализираат последиците и можните правни лекови по одлуката на Уставниот суд за привремено запирање на мораториумот, а со тоа и враќање на сила на постоечките детални урбанистички планови. Градежниците разбирливо се задоволни и велат дека не постои градежна, туку урбанистичка мафија. Нова перспектива во целиот случај отвори претседателката на антикорупцијската комисија со оценката дека препознава коруптивни елементи во постапувањето на уставните судии. Славица Филиповска. Одлуката на Уставниот суд да го прекине мораториумот за градби до конечна оценка за неговата уставност ја усложнува и онака комплицираната урбанистичка состојба во центарот на Скопје. Имавме состаноци со северозападна градежната комора и така натака, за да им кажеме дека само ќе се вртиме во круг, оставете ни простор и време да го завршиме процесот во кој што сме почнале и сега не дојдовме до разбирање. Не успеавме да оствариме никаква соработка од општина Центар, затоа што ние бевме ставена во позиција дека ние сме непријатели. Дали судот ќе гурне клучното предизборно ветување на СДСМ и коалицијата во Центар, но и уставното право на граѓаните на хуман простор и заштита и унапредување на животната средина. Ова е една битка која дефинитивно ја изгубивме. Не мислам дека сме изгубиле војната. Добро, секаде може стокатници. Може. И секаде ќе се направи инсталација, инфраструктура и школи. Градот нема толкав капацитет за таков начин на размислување. И додека Уставниот суд, општина Центар и градежниците секој на свој начин толкуваат дали мораториумот е уставен или не, претседателката на антикорупцијската комисија отвори нова перспектива во случајот. Таа е сомничава кон постапувањето на уставните судии. Постојат елементи што но Уставниот суд додека да донесе да прекинува некаков факт. Ама тоа патува на нешто. Барањата за одобренија за градби во општина Центар остануваат замрзнати додека судот не ја официјализира одлуката за привремено суспендирање на мораториумот. Но штом се објави во службен весник, пропаѓаат плановите кои се ревидираат и не се изгласани на совет, а иако спорни, се враќаат на сила дуповите кои беа под мораториум. Електронскиот системот за издавање на дозволи за градба, мислам дека колку вкупно такви закочени, да речам, барања за издавање на дозволи има, не би сакала да шпекулирам, но тие сите ќе може да бидат ослободени. И јас себе вака ќе ви кажам илустративно неколку примери кои мислам дека може да ни се случат. Искрено верувам дека со тоа нема никого да поттикнам да го направи на дело, но она што ние го стопиравме е токму да се гради, например, една катна гаража во Зеленило, во сам центар на град, или да се гради еден огромен хотел на земјиште во Маџирмало, на кој сега планиравме да биде градинка, бидејќи тоа е потреба на граѓаните таму, или еден огромен блок кој треба да никне во, односно може да никне во Крњево. Професорката на архитектонскиот факултет и член на Комисијата за урбанизам во општина Центар Дивна Пенчич преку макети доловува дел од последиците од одлуката на Уставниот суд. Како пример за нехумано и непрофесионално планирање на просторот, го посочува планот за паркингот наспроти Холидей Ин, кој предвидува облакодери од 60 ката.
сегашната состојба навистина не доликува за градски центар и навистина треба да се гради овдека. Меѓутоа, што ќе се гради, сигурно не е ова што е предложено. Че ова е еден нехуман простор, ќе видите еден размер на објекти. Ако е ова трговски центар, ова е капната гаража кај синдикалниот дом и ова се кулите од градски зид, можноста вака да изгледа, навистина представува несоодветно планирање. Овде, според пресметките, колку е максимумот, 11.000 жители ќе живеат. Би можеле да живеат. Замислете колку е тоа. Можеме цела Источна Македонија, ако ги собереме градовите, колку имаат Берово, Пехчево, Македонска Каменица, Делчево, сите да ги сместиме овдека. Па дали ни е тоа целта да ги селиме сите и тука да ги сместиме? Или ова ќе бидат град, стане град на духови? Затоа што ќе имаме празни трговски единици, ќе имаме празни станови. Мораториумот за мораториумот значи изгубен простор и кај фабриката Треска, вели професорката Пенчич. Тој долго време е предмет на интерес на многу инвеститори, но до сега никој не е смогнал сили да го реализира. Ова е важечкиот план, со кој никако не се сложуваме. Гледајте ги неговата големина во однос на околината. И сега вака, со ваква изграденост не изгледа таму преизградена, како ќе изгледа кога овие се толку големи. Повторно ќе имаме проблем на излегување, на собирање на отпад, каде ќе одат децата во градинка. Тука има една мала градинка која ни сега не е доволен капацитетот. Школата Песталоци кој е близко или 29 ноември и сега се преоптеретени со деца. Интересно е дека како ги планираат трафостаниците, во секој од овие треба да има трафостаници. На ништо нема да личи. Децата ќе не играат околу трафостаници. Одлуката привремено да се прекине мораториумот додека Уставниот суд не одлучи финално дали е уставен или не, ќе нанесе ненадоместлива штета, вели професорката Пенчич. Но градежните компании преку коморите се жалат дека штета трпи и секторот и сметаат дека мораториум ниту е законско решение, ниту е крај на проблемите со урбанизмот во центар. Ние како градежна комора поддржуваме исклучиво квалитетни, детални урбанистички планови. Мислите дека се квалитетни тие кои што немаат обезбедено паркинг простор, нула зеленило, никакви услови за хумано живење? Значи, деталните урбанистички планови кои што претходно ги донеле институциите на општината, значи треба да сносат санкции за тоа што го донеле. Постоело урбана мафија. Меѓутоа, дали градежниците се мафија или урбанизамот, или тие што го носат деталниот урбанистички план? Значи, треба малце пошироко да ги поставиме сите работи и не може да се детектираат сите слабости и проблеми во градежниот сектор, кои што не носи детални урбанистички планови. Зошто Општина Центар успеа да ревидира и изгласа само 2 од вкупно 31 проблематичен план, професорката Пенчич образложи за 360 степени пред една недела. Ние дојдовме до план кој е пред донесување на Совет, кој ги поминал сите. Општина Центар комисија, град Скопје, Министерство за транспорт и врски. И па не може во таму да пишува Свети Никола или Штип. А ние гледаме план за центар. Тоа значи дека никој не ги прочитал. Или и да ги прочитал, кога ќе се даде забелешка на планерот, тој вика добро ќе поправам и нема да поправи. Ние како комисија гледаме, даваме забелешки, и потоа не добиваме назад или немаме можност, или нели тоа трае со години, да го видиме крајниот документ. Сепак, од градежната комора уверуваат дека нема да градат додека Уставниот суд не го расчисти случајот. Според нив работите стигнале толку далеку по вина на општината. Зошто тоа заеднички не го ставиме во временска рамка? Наредниве 6 месеци ќе дадеме, ќе ангажираме се што постои во оваа држава, сите планери, ќе се вклучиме сите градежни компании, сите урбанизми кои што постојат и тоа ќе го завршиме во одредена временска рамка од 6 месеци. Па зошто не го побаравте тоа? Затоа што ние како градежна комора поднесовме барање за да склучиме меморандум за соработка со Општина Центар. И ние до поднесување на иницијативата не успеавме да оствариме никаква соработка од со Општина Центар, затоа што ние бевме ставена во позиција дека ние сме непријатели, што е апсурд. Општина Центар не смее да донесе одлука за нов мораториум. Има други правни лекови, вели градоначалникот Богдановиќ, но засега не посочува конкретни чекори.
Ако мнозинството суди во уставен кој привремено го стопираа мораториумот, по еден месец и дефинитивно го прогласат за неуставен, тогаш на Центар не му бега бетонирање на бетонизацијата. Председателката на Општинскиот совет Белчева, која активно работеше на ревидирање на доповите, се уште сака да верува во нешто што се чини неостварливо. Да завладее човековото достоинство, да се ослободиме од сите коруптивни спреги и од сите други кои го попречуваат патот за нормален развој на оваа земја и да ги достигне оние вредности кон кои ние како обични граѓани целиме. Земјава бележи пат од 12 места и е на 56-та позиција од скупно 169 држави опфатени во истражувањето на Bloomberg за најздрави нации во светот. Изненадување е првото место на Шпанија, која на претходната листа, објавена во 2017-та, беше 600 пласирана. Се смета дека ова пред се должи на навиките во исхраната со доминантно место на маслиновото масло и јаткастите плодови. Со 56-тото место, државава е на дното во регионот. Зошто? Од Хекура на Кифи. Ka diçka në gazpaqen apo në paljetën që Spanja e ka lë Italin dhe është bërë vendi më i shëndetshëm në botë. Me këtë fillon prezentimi i listës Bloomberg për ndikjen e 169 shteteve sipas faktorëve që kontribuojnë në shëndetin e përgjithshëm të banorëve të tyre. Sipas këtij studimi, deri në vitin 2040, spanjollët do të jenë kombi më i gjatë në botë, të ndjekur nga banorët e Japonisë, Singaporit dhe Zvicrës. Ku është Maqedonia në këtë listë? Sipas jetëgjatësisë, vdekshmërisë nga sëmundjet ngjitëse, niveli i kujdesit shëndetësor parësor, zakonet e të ngrënit, mbi pesha, pirja e duhanit dhe alkoolit, cilësia e ujrit dhe ajrit, higjiena, sëmundjet mendore dhe mbulimi i vaksinimit janë parametrat kryesore sipas të cilit Maqedonia fitoi vendin e 56. Arsye kryesore për këtë vend të fundit në rajon, sipas ekspertëve të shëndetësisë, është se në 10 vitet e fundit vendi ka ulur fondet për shërbime të shumta parandaluese. Nga Instituti i Shëndetit Publik, thonë se treguesit e ulumtimit të tyre përputhen me rezultatet e analizës Bloomberg dhe të parandalimit të dobët, por edhe për zakonet dhe kushtet e këqija të jetës. Afër 55% të gjitha vdekjeve në total janë të shkaktuara nga sëmundjet kardiovaskulare, ndërsa afër 18.5% shkaktohen nga neoplazmat malinje, të cilat janë në rritje çdo ditë më shumë. Vendin e 56 Maqedonia e mori edhe për shkak të jetëgjatësisë më të shkurtër në rajon të popullsisë së saj, mesatarisht 75 vjet. Për dallim nga Greqia e Fqinje, ku mesatarja është 82 vjet, ndërsa e njëjta mesatare është edhe në Sloveni. Mes faktorëve më të rrezikshëm për këtë statistikë dëshpëruese është edhe mënyra e të ushqyerit. Во однос на мастите, нашата популација консумира повеќе заситени масти од тоа што е препорачано. А заситените масти се директно поврзани со зголемен ризик од појава на кардиоваскуларни болести. Во однос на шеќерите, консумираме повеќе од препораките прости шеќери. Друг голем проблем за нашата популација е солта, односно просечно ние консумираме по човек околу 12 грама сол дневно, што е еден од повисоките просеци во Европа. Të ushqyerit është shprehi që fillimisht e fitojmë në familje, prandaj sipas analizës së Bloomberg, shëndet të mirë dhe popullata e tyre arrin ato vende që kujdes të veçantë kanë për të ushqyerit e fëmijëve në moshën e tyre të hershme. Sipas Institutit për Shëndet Publik në vend, në institucione që kujdesen për fëmijë, në ushqimet mungon kalcium, produkte integrale dhe zarzavate të freskëta. Edhe ulumtimi i organizatës jo qeveritare Studorium kanë treguar se në menyn në kopshtet për fëmijë dhe në shkollat fillore në shtet, fëmijët fusin krip mbi dozën e rekomanduar ditore, ndërsa nuk fusin mjaft vitamin D dhe kalcium. Për shkak të këtyre njohurive, përmes projektit të përbashkët me zyrën e UNICEF-it në Shkup, është përpunuar një instrument me të cilin duhet të përmirësohen menyt për përshëndetjen e rriqjes dhe zhvillimit të fëmijëve. Во текот на овој проект за кој што ви зборував, алатката организиравме една работилница
со учесници од градинките и од основните училишта на кои што ја промовиравме алатката, објаснивме како таа се користи. Веднаш потоа, тоа беше на почетокот на 2018 година, алатката беше поставена за широка употреба за пилотирање на сајтовите на Министерство за образование и наука и на Министерство за труд и социјална политика. Дали и колку се користи, не можам да ви кажам лично од моје искуство, меѓутоа она што можам да ви кажам е дека добивме повици и мејлови на она што беше оставено како техничка поддршка со прашања и сугестии како таа алатка да се унапреди. Ние тие корекции и сугестии ги имплементиравме. Por si është sofra në kopshtet tona për fëmijë. Vizituam një kopsht për fëmijë në Shkup. Në atë moment fëmijët ishin në klasën kreative të futur në botën e ngjyrave. Derisa në kuzhinë përgatitej kafjalli i tyre. Motra kryesore shprehet se ushqimi që e përgatisin është kryesisht prej produkteve të freskëta dhe se cilësia e saj që e han fëmijët shpesh kontrollohet nga qendra për shëndet publik. Menyn e ndryshoi një herë në muaj, ndërsa çdo ditë e publikojnë në internet faqen e kopshtit që të informohen edhe prindërit. Por megjithatë, me fëmijët tanë nevojitet edhe pak imagjinat. На менито имаме намази кои личат на сладолета, децата пошто го обожаваат сладоледот, така ги мотивираме со тој да знаете дечиња денеска за доручек имаме сладолед, намазот личи на сладолед и они така леле денеска ќе едеме, меѓутоа во менито има риба, има нели лимон, има Макдонус, има краставичка, свежи намирници, сакам да кажем, а личи нешто така како сладолед и децата се мотивираат на таков начин. Por jashtë erdhës kemi pamje tjetër. Përshtypja është se shumë të rinj sikur jetojnë sipas rregullorës për jetë të shkurtër, ushqim të shpejt, telefona celular në dorë, aktiviteti fizik dhe verbal në minimum. Dhe nëse shëndeti futet përmes gojës, të kthehemi tek të parat e listës në Bloomberg, Spanja dhe Italia, banorët e të cilëve rënditën si më të shëndosh. Mënyra mesdhetare të ushqyrit në kombinim me shërbimet e përmirësuara parandaluese shëndetësore krijojnë qytetar të shëndosh. Sipas statistikës, për momentin më gjatë jetojnë banorët e Japonisë, shtet ku ushqimi i shëndosh dhe disiplina qëndrojnë në kodin e kombit pas Hiroshimës. Në programin për drekë të shëndosh përfshirë vetë nxënësit nga larja e enëve e deri në përgatitjen e ushqimit. Në fund, vetë pastrojnë shkollën dhe ujitin lulet. Holanda, e cila në listën e Bloombergut u gjet në vendin e 15, në Evropë është vendi me jetëgjatësi më të madhe të popullatës. Mënyra e shëndetshme e jetesës është pjesë e programit mësimor. Nxënësit mësohen dhe si të mbjellin dhe më pas edhe si t'i kultivojnë perimet që përfundojnë në sofrën e tyre shkollore. Në këtë mënyrë, thonë se i mësojnë fëmijët se ushqimi nuk bëhet nëpër markete. Britania e Madhe në vitet e fundit vazhdimisht shënon rritje në listën e Bloombergut të shteteve të shëndosha. Kuzhinjeri i njohur botror Jamie Oliver, pas rekomandimeve se shëndeti themelet i ka në moshën më të hershme, e filloi fushatën në ushqeni më mirë në përqerdhet dhe shkollat britanike. Fushata mori mbështetje dhe nga opinioni edhe nga qeveria. Jamie Oliver fushatën e tij e transferoi edhe në shtetin më të pasur në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila sipas indeksit të shteteve të shëndosha u gjet në vendin e 35. Edhe pse shkaku për uljen në këtë listë të Bloombergut ka të bëjë me vdekshmërinë dhe rritjen për shkak të përdorimit të drogës dhe rritjen e vetvrasjeve, amerikanët me kënaqësi e pritën në Huntington, Virginia Perëndimore, qyteti i shpallur si më pak i shëndosh për shkak të veseve, posaçërisht të banorëve më të rinj. Kuba është tregimi i suksesshëm e cila është për 5 vende më mirë se Shtetet e Bashkuara për shkak të forcimit të mbrojtjes preventive të popullatës. Shtetet e Bashkuara më shumë bajnë llogari për diagnostifikim dhe shërim, thot Bloomberg në indeksin e vet për shtet më të shëndetshëm për vitin 2019, sipas të cilit Maqedonia është me shëndetin më të dobët në rajon dhe në vendin e 56 nga 169 vende të botës. Имаме уште содржини, нашата редовна саботажа е по уште една кратка пауза. Бидете со нас.
Наред е Сречко Поповски и неговиот авторски коментар. Неостварената желба да се наследи фотелјата на султанот во најголема мера предизвикана од отпорот на социјалдемократските младотурци, рефлектира поведение кое не ги дистанцира реалноста од фикцијата, чија единствена цел е груб реванш. Цезурата е неприфатлива, но потребата од неја имплицира самиот автор, од чие однесување се согледуваат чисто лични и политички, а никако книжевни и публицистички мотиви. Се случи атентат. Ама немало никаков заговор, така? Чекај, како без заговор ли направен атентат? Случајно пукнала некоја гума таму. Без заговор не може да е. Вие мислите дека заговорот они го направило? Што не го открил, дека не го направил? Тоа што некому било задача да открие атентата не успеал. Не е доволен доказ не само во мемоарско дело, туку и пред суд да биде обвинен дека е атентатор, како што се сугерира, но и покрај сите можни аргументи против забраната. Мотивот собствената конструкција на минатото да се прикаже како единствена вистина и историски факт кулминира откако наместо хроничари и актери од времето се бара јавноста да сведочи за нешто што всушност ниту има мандат, ниту доволно знаење. Му предлагам да избере тој медиум, да седнеме еден наспроти друг, да поразговараме, да видиме дали има воопшто основа да тој поднесува тужба. Тој не го прифати тоа. Единствениот профит од приватните спорови за сериозни државни работи го имаат тие што ги публикуваат од изабранетиот автор. Најдобро се продава. Но тие не се решаваат на телевизиски дуел. Оти тој не е мегдан за кроење на историјата, туку демократска јавна судница за политиките на власта и на опозицијата. Во него ќе влезат двајцата опоненти, од кои едниот на контото книжи ново неисполнето ветување. Услов без кој не беше подготвен за дебата. Честно е пред да одиме на дуел да го каже својот став. Шеф на опозиција на најголемата опозициона партија. А ставот е дали е за членство на Македонија во Европската унија и НАТО преку поддршка на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Односно е должен. Должност негова е да каже алтернативата. Ако е не, да каже алтернативата. Отсуството на јасен став е голема предност, како што и конституцијата на лидерот на опозицијата, чија корпуленција ги засенува физичките предиспозиции на премиерот. Во исчекување на соочувањето, љубопитните наблюдувачи прогнозираат на што и како треба да се потпрат учесниците кои ќе настапат во рингот. Телото не е извор на моќта на премиерот. Не изостануваат ниту практични совети за тоа каква техника тој треба да примени, но не за да му зададе удар на противникот, туку за да ја задоволи публиката, која никако да го дочека потегот што ќе ја крене на нозе и ќе предизвика аплауз. Ја мислам дека Министерството за екологија, животна средина и просторно планирање треба да сване да функционира. Уште во Македонија до денес не е дојден некој министер да биде стварно човек љубител на природата. И на крајот, укинувањето на екологија или кое било министерство не доаѓа предвид, оти таму можеби нема ништо друго освен вистински љубители на природата, кои неизмерно ја користат. Ништо не работат. А у стопанството кога ќе отидеш, дали е приватно или е државно, мораш да работиш. Администрацијата се повише по кафичите. Немаме команда. Команда ќе има само тогаш, кога тој што ја дава, ќе сака да види дека таа не достига. На колебливите, кои нема да ја преземат, писмено ќе им ја издадат, токму оние што ништо освен неа не ни бараат. Толку од нас завршува и ова издание на 360 степени. Повторно ќе се видиме в петок од 22. Останете на Алсат и погледнете ги и вестите. Пријатно!